Одговорност мора да има за струшката депонија која 20 години ги труе граѓаните и представува една од најопасните нестандардни диви депонии во државава. Глувоста и игнорирањето на проблемот со депонијата на која се натрупани илјадници тони секаков вид отпад не смее да помине неказнето. Судството и обвинителството се оние кои досега требало да реагираат, вели заменик министерот за правда Ален Деребан. Во кривичниот законник од 2023 има кривично дело екоцид, но тоа не е единствениот начин виновниците да завршат зад решетки. Соодветно кривично дело кое што треба да се примени во конкретниот случај, кривичното дело загрозување на животната средина и природата со отпад, и за истото кривично дело е предвидена казна затвор во време траење од 1 до 10 години. Докажувањето на тоа кривично дело е во рацете на обвинителството, затоа што станува збор за кривично дело кое што се гони по службена длжност, а не по предлог или по приватна тужба. Не знам зошто обвинителството досега и по допрен глас нема преземено никакви действија во врска со струшката дива депонија. Струшкиот основен суд и битолска апелација цели 4 години го шетаа предметот за на крај да ја отфрлат тужбата која Македонското здружение на млади правници ја поднесе против Министерството за животна средина, општина Струга и јавното претпријатие Комунално поради непревземање мерки за справување со депонијата. Граѓанските активисти сега правдата ќе ја бараат во Страсбур. Не може никој да не е надлежен за нелегална депонија и енормно загадување на животната средина. Македонските судови тешко излегуваат од онаа матрица постојано да ги заштитуваат државните органи, јавните органи, дури и во ситуација кога имаме и прекршување на основните човекови права и уставно загарантирано право на здрава животна средина. На постоечката локација започна да се одлага отпад во 2006 година со одлука на административната власт на чело со тогашниот и сегашен градоначалник Рамис Мерко. Единствено се направи претоварна станица која никогаш не профункционира, а се прикажува огромни суми за нејзино одржување. За илустрација, за период од 2018 до септември 2022 на име одржување и изграда на депонии за отпад, општината прикажала дека има потрошено 820.000 евра народни пари, ама само на хартија.